Денес е Велики петок, ден на жалост во христијанството. На овој ден во првиот век од нашата ера Исус бил уопсен, измачуван и осуден од страна на Понтиј Пилат на смрт со распнување на крст. Сеќавајќи се на големите спасоносни Христови страдања, на Велики петок црквата ги одбележува сите моменти од спасоносните настани со богослужението. Така времето на фаќањето на Спасителот во Гедиманската градина и пресудата на мачење и смрт со служење на утрената. Времето на водење на суд кај Пилат со првиот час, осудата на судот кај Пилата со третиот час, времето на страдањето на крстот со шестиот час, времето на смртта со деветиот час и симнувањето на телото Христово од крстот со вечерната богослужба. За православните верници овој ден предвидува строг пост со посебно значење. Денеска тужен ден. Исус Христос е распран. А од недела воскресение се вика. А сега не се вика още воскресение. Најуапси го прославуваме ние со фамилија. Голем празник, нека честит на сите, многу здравје Господо дава, среќа и љубов. Голем празник не е ова и мора да си го прославиме како што доликува. Во сите цркви на централно место се поставени маси покриени со плаштеници на кои е представен Исус во гробот под кој верниците поминуваат. Поминувањето под плаштениците всушност го символизира нашето соединување со Бога и неговите маки, но и преминот од мрак кон светлина, односно од смрт кон воскресение. Со денешниот ден почнува тродневната жалост по распнатиот Исус, но и подготовките за неговото воскреснување. На Велики петок во текот на денот се оди во црква и се носи едно јајце и здравец, кои се оставаат на масата пред распетието. Така било од секогаш, така се прави и денес.